Пред малку на знаковен јазик ве прашав дали знаете како е да се живее во светот на тишината. Одговорот на ова прашање ние го добивме од Марија Башевска-Стојановска, која пораснала како дете на глуви родители, а денес е сертифициран толкувач на македонски знаковен јазик. Од едната страна имате баба и дедо и сестра кои пеат, ве анимираат, зборуваат и ја чувствувате убавата страна на звучноста на околината и наеднаш со другата нога сте во еден многу тивок свет во комуникацијата со родителите. Луѓето со оштетен слух се среќаваат со проблеми на секој чекор. Институциите не се целосно достапни за нив. Замислете, патот ве води до школа, каде што вашето дете учи таму, па вие треба да разговарате со наставниците, да ги прашате за неговото однесување, за неговата редовност, за слабостите. Понатаму одат во банка. Сакаат да се информираат за својата тековна состојба или да земат кредит. Најмногу проблемот се чувствува кога станува збор за болниците, за здравствените домови и установи. Марија е гласник за потребите на глувите лица. Придонесува да се надминат некои бариери кои таа и нејзината сестра ги имале во минатото. Кога во нашиот дом доаѓа наши другари, тинејџери, многу пати се срамевме да кажеме дека нашите родители се глуви, бидејќи следеа мноштво прашања кои беа, можеби сега би ги оправдала од незнаење, детска љубопитност, па зошто мајка ти е глува, зошто татко ти ваков глас има, зошто ги користите рацете и така натаму. Секогаш сме се труделе да го подскриеме фактот дека мама и тато се глуви. Чинам дека и општеството тука недоволно работело со нас. Марија работи и на едукација на деца и популаризација на знаковниот јазик. Не може секој да толкува знаковен јазик. За да се стане сертифициран толкувач треба да се поминат 6 нивоа на обука. Единствениот речник на македонски знаковен јазик е објавен пред повеќе од 20 години. Од Обединетите нации денеска во светот се признаени над 180 знаковни јазици. Главниот проблем во државава е дека не постојат доволен број на сертифицирани толкувачи на знаковен јазик. Во ера на дигитализација, глувите и наглувите лица не можат да ги восприемаат во целост сите содржини, иако дигитализацијата ја олесни нивната комуникација на далечина.